إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije bidni Allahi ta'ala će продолжimo se na novo poglavlje в ova ogromna izvoredna knjiga, a to je следното poglavlje велит автор рахимахулlah باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها أوثانا تعبد من دون الله. Велит автор рахимахулlah poglavlje, on je argumenti koji se dojdeni во врска со предупредувањето. Во врска со предупредувањето, во врска со претерувањето за гробовите од добрите луѓе. Кога луѓето претеруваат, значи во тие гробови, тие стануваат со текот на времето идоли, кои тие ги обожаваат, значи освен Аллах субханаху ва таала. Значи претерувањето, изминувањето на границите во врска со изменувањето на границите во врска со кабурите, ова станува, значи со тек на времето ги прави ним идоли, кои луѓето, значи ги обожаваат нив, значи и му прават на Аллах субханаху ва таала таке ширк. Велит шейх Салих ал-Фаузан хафидахулlah, значи el-гулу на арапски, гулу, значи претерување. Но el-гулу претерување може да биде, значи, во две насоки. Може да биде во врска со фалење, да го фалиш некого и да претераш, а тоа е тука, значи, целта со ова поглавие, алейкум селам рахметуллах, а тоа е целта на ова поглавие, значи да ја претераш во врска со некого или со нешто во фалење. Или па да ја претераш во врска со укоравање. Значи, алейкум селам рахметуллах. Во врска, значи, со критикување, укоравање. Но овде гулу, целта на гулу тука е, значи, претерување во врска со фалењето на тие добри луѓе, на нивните кабури, што тоа со тек на времето, значи, ги прави ним идоли. Ги прави, значи, идоли. Значи, гулу е муџавазатул хад, изминување на границата. Значи, човекот да измени границата во врска со добрите луѓе, во врска со богобојазливите луѓе. Велит шейх Салих ал-Фаузан хафидахулlah дека претерувањето во врска со кабурите, оваа работа го носи човекот да падне во ширк. Зошто она што е шеријатски дозволено, она што е дозволено во нашата вера во врска со кабурите, со гробовите, да ние нив ги почитуваме, да не ги, значи, така речено, понижуваме, значи во смисла да седнуваш на гробот, да правиш некои други работи што не доликуваат тука и слично. Значи ова да, кога ќе ги посетиш муслиманските гробови, да се молиш за нив, на кого да му се молиш? Му се молиш на Аллах субханаху ва таала. Му се молиш на Аллах субханаху ва таала за тие мртви, значи, луѓе. Значи тоа е дозволено во нашата вера. А вели шейх Фаузан хафидахулlah, посетувањето на тие гробови, да ги посетуваш со намера на берикет, со намера на правење молитви кај тие гробови,
со намера на извршување намазот кај тие гробови, зашто се надеваш дека тука намазот ќе биде поприфатен, ова е ел-гулу. Значи, претерување, односно екстремност. Значи, ел-гулу, на арапски дефиницијата е изминување на границите. Значи, ти си претерал тогаш. Значи, кога ти ја изминуваш, преминуваш границата, значи си заминал преку црвено. Значи, си претерал. И ова е забрането, значи. Значи, тоа што е дозволено во нашата вера во врска со гробоите, значи, кога ги посетуваш, да не ги подценуваш, да не седнуваш на нив, да не правиш други работи што не доликуваат и така натаму, и да правиш да му се молиш на Аллах субхана ва таала за нив. Толку. За да земиш, значи, исто поука. Затоа и пекамберот алейхи селату васелам велит: јас ви забранувам вас да ги посетувате гробовите, но сега ви дозволувам зошто тие ве посетуваат вас на ахиретот. Значи, да земиш поука од таа посета, а не ти да одиш тука со намера и цел да мислиш дека тука е поберичетли од тоа место, зашто тие мртви биле добри луѓе и таке што е поберичетлио, тука повеќе се надевам ја да мојата молитва ќе биде примана. Ова е преминување на границите. И ова станува да бидат тие гробови идоли, кои се обожаваат освен Аллах субхана ва таала. Значи, затоа не е дозволено, значи, да се откај тие гробови со намера да се изврши некој ибадет. И велит шејх Салих ал-Ушейх хафидахуллах дека тоа претерување има свој, значи, степени. И тука во врска, значи, со ова поглавие, значи, претерувањето и изминувањето на границата е во формата на гробовите. Значи, во формата на гробовите. Зошто? Кога формата на гробовите не е онака како што треба да биде, како што е дојдено во нашата вера, тогаш тоа станува претерување и изминување на границата. Зошто во нашата вера, како што вели шејх Салих ал-Ушейх, нема разлика на кабурот од еден добар човек и еден човек лош. Значи, односно грешник. Значи, нивните гробови не се разликуваат. Исти се. Значи, оддалеку, кога го гледаш и гробов, формата на двајцата е иста. Нема, значи, никаква разлика. А не ти да дојш и да ја правиш формата на оние луѓе кои биле добри, поинаква, поголеми, поозначени, поосветлени, за да паѓаат во очите на луѓето и со тек на времето, иако е велит шејх Усемин рахимахуллах, последно долго време да почна луѓето да се мислат зошто овај гроб е различен од другиве, значи тој бил некој подобар, некој евлија, и да почне да му се молат нему. Значи, затоа гробовите не се разликуваат. Дали тој бил добар или не, значи, грешник, истите се, нината форма е иста. И не сме да се кренат гробовите поише од една педа. Значи, така и како што вели шејх Ибн Баз рахимахуллах, гробот на пекамберот алейхи салату вассалам и на неговите асхаби. Значи, една педа. И тоа не една педа од ширена ваќе, туку ваќе која држиш нормално педата. Значи, зборим овде за околу 7-8 сантини. Толку гробот. Не кревање 50 сантини тумби прање. И после клавање напред дрва, назад дрва, па после клавање понатаке мермери, ова работа е забранета во нашата вера. И пекамберот алейхи салату вассалам го имат испратено Алија ради Аллаху анху, му има дано наредба да не остави кабур, освен да го направи рамен со земјата. Значи, овде што значи рамен со земјата? Значи, гледаш колку е важно да го сватиш рамен со земјата во склопка она што го правиле сахаба. Рамен со земјата значи една педа. Зошто? Сошто ако тој е скроз рамен со земјата, значи не знаеш дека тука кабур. Ке си седниш,
може би ќе направиш друга работа што не доликува и така нешто. Ама кога барем една пет да кренат, тогаш значи се гледат и означено е. И овде, ако ние, вели шех Салих Алушех, ги правиме тие гробови да се разликуваат од другите и поголеми и позначени, ова е значи гулу. Гулу значи изминување на границите. Ова е значи изминување на границите. Исто дел на изминувањето од тие граници е пишувањето на тие гробишта. Значи да се пишуваат букви, имиња, презимиња, не знам што, фамилијата, породицата и така натаму. Ова е дел од изминувањето на границите. Дел од изминувањето на границите значи да се пишуваат или да се кренат повеќе од една педа. Или па градење, значи градење тие мермери. Тие мермери, тие работи ставани се дел од тоа. Или па земање значи за место на клањање. Значи да човек да има нијет да ој таму и да го изврши неговиот намаз. Зошти? Зашто мисли тоа е поберечетливо место и така намазот ќе биде попримен кај Аллах субханаху ва таала. Вистината е дека тоа е обратно. И дека ова работа може човекот да ме уништи неговата вера, зашто вели шех Салих Алушех, сите овие работи, пишувањето на тој гроб, кревање колку што не треба, ставење мермери на него и така натаму, сите се овие значи средства што го носат човекот на голем ширк, односно во голем ширк. И со голем ширк кога умира човекот, за него нема значи спас. Тој е за секогаш, безкрајно во џехенем. За секогаш. Неама ја имав добар нијет, не знам што, не важи тоа повеќе. Значи затоа треба да бидеме многу внимателни. Треба да бидеме значи многу внимателни. И исто вели шех Салих Алушех, хафидахуллах, кога денеска ќе погледаш во многуте муслимански држави, е ова работа стигната. Значи, е реалност, е вистина. А тоа е, значи, да гробовите на тие места, кои се муслимански места, се обожаваат и му се прави со тие гробови на Аллах субханаху ва таала ширк. Одат таму, прават курбани, одат таму, им се молат на тие мртви, и други работи прават таму со заклетви, и други работи, значи, што ги изградуваат и ги повикуваат луѓето да одат кај тие гробови и прават дури таваф тука и седат со часови тука исто, и'тикаф. Значи прават и'тикаф кај тие гробови. Сето ова значи е од врстите на голем ширк. Значи од врстите на голем ширк. И затоа тука Шейх Утхајмин рахимахуллах спомнуваат, значи, дека не смеат гробот да се разликуваат од другите гробишта, зашто може и после едно долго време да се случи до ширк, да дојде до ширк. Значи не смеат да се разликуваат. Юсауируха аутhanен. Аутhanен на арапски значи аутhan е множина, еднина е ватhanун. Ватhan е се што се обожават освен Аллах субханаху ва таала во форма на кабур, во форма на дрво или во други форми. И исто влагаат тука и киповите. Дошто има на арапски за киповите зборот санемон, санем, кип. Зашто кипот санем е формата имат или човечка форма или форма од животно. Лав, не знам што, и тоа е кип исто. Значи гледате ви колку имат кипови, статути, клан, овде, онде, влагаш во главен град, излагаш, се тие лавови, не мислиме дека така се тие клани, вака случајно идат тие. Не, значи тие кипови имаат
форма човечка и имаат форма на животни. Тие се кипови. А Ватан, како што вели Шех Фозан хафидахуллах, овие два збора се синонимни зборови. Што значи синоним? Значи, кога се спомнуваат едниот збор, го содржуваат и другиот. А кога се спомнуваат заедно во иста реченица, тогаш секој збор го зема својата значајност. Како? Ватан, значи, се работи кои се обожаваат освен Аллах Таала, што немаат специфична форма. Кабури, дрва, други работи, значи тоа се уасан. А санем има значи специфична форма, а тоа е дали е човечка форма или е од некои си животни. Орел, не знам што, гулаб, не знам што други работи, куче, волк, лав, слон, што ти знам крава, значи и ги обожаваат луѓето. Сите влагаат значи во овие работи. И овде во врска е со кабурите. Значи дека кога човекот претерува во врска со кабурите, тие стануваат значи тогаш идоли. И затоа тука сега ќе разбериме, не се вели зборот овие мене ми е идол. Некој фудбалер, некој певач, некој не знам што, овие мене ми е идол. Идол значи нешто што се обожаваат. Значи, ние толку не знаеме и си трупиме. И велиме, каде е помошта Аллахова? И слики ваја на Фейсбук, и на Инстаграм, и Палестина било, и во Рафа било. Не, со слики не се прави ништо. Тие ти се смеат тебе. Ти се смеат в лице тие што те удираат. Тие такви сакаат. Со емоции, со слики, не сакаат тие да ја научиш ти верата твоја ваке, со бази, со темели. Зашто кога ќе заминат емоциите, не се прави со емоции, значи работи големи. Зашто со емоции не се прави. Треба да имаш темели. Темели. Без темел не се креват ништо. Темелот на оваа вера е теухидот. Ако не го немаш тој темел, џабе што ти е угаре тебе убо и накитено и не знам што. И за жал повеќето муслимани, како што вели Шех Салих ал-Шех, во повеќето земји муслимански и оваа работа реалност. Да, гробовите се обожаваат освен Аллах субхана ва таала. Значи, реалност е. Тие му прават ширк на Аллах субхана ва таала, велат кога ќе победата наша. Јас, значи, го имам прашање на шех наш, шех Есад Заатери од Палестина, ни кажуваш еднош за Бейтул Макдис, за Месџидул Акса. И нормално, секој любопитен сака да знајт за тоа место и за таа џамија, и го прашавме шехов како е тука. Шехот рече, значи тој од палестинец е. Ова негде 2016-2015 година. Шехот рече, срцето на еден селефи се натажува тука. Зошто? Зошто тука во тоа како бавче, како двор што е на Месџидул Акса, има неколку кабури што ги има кабури направено, кабурот од Ибраима, кабурот од Филана и ги обожаваат тие. Значи ги обожаваат. Кого обожаваат? Аллах или Ибраим алейхиссалам? Ибраим не повикувал за обожавање на себе си својот. Сакаш победа? Сакаш да биде исламот, да бидеш горд? Тогаш треба да бидеш на патот од Ибраим алейхиссалам. Ибраим алейхиссалам за тој теухид е ставен во оган и пак не паднал. Не се предал. Не со приказни. Не со приди на патот, ти сакаш значи да имат исламов да крени да бидеш горд, ама не сакаш патот да го земиш што како исламот се креват горд. Туку бараш некој си миксој. Не, ти треш на патот на тие што биле, значи на тие што го зеле и Бейтул Макдис. Омер ради Аллаху анху го ослободил Бейтул Макдис. Значи биди како Омер и ти. Биди како Омер и ти.
Не биди како некој од запад, а велиш ја сака како мера да ослобода. Тогаш кога ќе те видат тие тебе, кога ќе те видат тебе ти како изгледаш, ти изгледањето твое не како мера. И велиш ја сакам како мера да ослободиме Бейтул Мақдис. Така? Значи, кралоите, вели Шејх Ал-Албани, рахимахуллах, не се дојдени од Марс. И не се дојдени од други земји, тие се од нашата средина. Значи, тие владари што се во муслиманските земји, тие се, значи, деца од мајки што се родени во тие држави. Значи, ако се муслиманите таму добри, тогаш и тие владари ќе изгледле добри. Ќе биле воспитани во куќи муслимански како што треби. Но ти не си како Алија, бараш како Абу Бекира владар. А не си самиот како Алија, ради Аллаху анху. А бараш како Абу Бекира владар. Значи ти прашај се сам, ти како Семир, како Филан, како си како Алија, не си ни како Муавија, ради Аллаху анху. Ама сакаш како Абу Бекира да имаш владар. Ибн Каим рахимахуллах вели, нината природа на сахаба беше богобојазливост, упадство. И така Аллах џелешан им даде владари како Абу Бекира, Омара, Усман, Алија, ради Аллаху анху. Нашата, Ибн Каим вели за негото време, пред 700 години, нашата природа е да ние не сме покорни спрема Аллах џелешану и ги имаме овие владари. И така и денес истото е. Така и денес, значи ти ако сакаш да се подобрит, тие владари, тие луѓе, подобри се ти првош. Подобри се ти. Значи затоа, баракаллаху фикум, не се креват исламот со обожавање на гробовите и со величувањето на гробовите. Оди денес речем на муслиманите, гробовите се израмнат. Ке те убијат. Оди, буцни некој гроб, пробај да го израмниш скроз. Ке те убијат. А да го псуеш владарот, немаат гајле. Да го псуеш владарот, ќе уште појчи, продолжи. Така вели Шејх Рабија хафидахуллах. Да го псуеш и да го караш и вреđаш владарот на Египет, египчанците дури ќе те поддржуваат. Ама оди кабурот на Бедеуи, на Абдул Кадир Џејлани, на Филана, на Илана, рушим го, цела Египет ќе ти стане нагода. Што значи дека ова работа е многу позакопана во нивните души, многу позакоренета и многу поопасна. Затоа ние треба да сватиме ова вера, значи без емоции, треба да бидеме реални и вистини, со вистино со себе си свој. Со себе си, значи, своје, не со луѓето. Баракаллаху фикум. Овде авторот рахимахуллах ги спомнуваат, значи, неколку аргументи. А првиот аргумент е еден хадис кој го пренесуваат имам Малик рахимахуллах во неговата позната книга Ел Муатта, што вели пекамберот алейхи салату вассалам: Аллахумма ла тадж'ал qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabu Allahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Пекамберот алейхи салату вассалам му се молеше на Аллах субхана ва таала: о Аллах, не го прави кабурот мој идол кој ќе биде обожаван. Значи види пекамберот алейхи салату вассалам имаше страф и затоа вели Шейх Усаймин рахимахуллах, пекамберот правил дова за да биде ова работа заштитен и да не се случи од нешто што има страф да може да се случи. Значи не од нешто што не постои опасноста на тоа нешто, не. Значи од некоја работа што постои опасноста, затоа пекамберот алейхи салату вассалам му се молел на Аллах таала: Аллахумма ла тадж'ал qabri wathanan yu'bad. О Аллах, не оставај, не го прави мојот гроб да биде идол што се обожаваат. И после вели пекамберот алейхи салату вассалам: иштедда гадабуллах. Аллаховата лутина е огромна. Аллаховата лутина е огромна за оние луѓе кои ги земаат кабурите на нивните пекамбери за џами. И учевме во минатиот дерс како се зема кабурот за џамија
или со изградување вистински, значи градиш објект на тој кабур, значи градиш џамија на тој кабур, или па со намера да тоа место го земиш ти како мусалла, како место на клањање. Значи не значи да има тука објект и да немат објект, но ти го намеруваш со намера да одиш до тоа место, до тој кабур и тука да извршуваш ибадет, како намазот, тоа станува исто како вид на џамија. Си го зел ти. И што? Значи Аллах субхана ва таала е лут со онај народ кој ги зел кабурите на нивните пекамбери за џами. И ова значи се случило во минатите уммети. Во минатите уммети, значи, кој евреите и христијаните ги зеле, значи, кабурите на нивните пекамбери за џамии. И затоа пекамберот алейхи селату васелам му се молел на Аллах субхана ва таала да не дојде до оваа работа. Зошто оваа работа, значи, огромна работа. И оваа работа води, значи, во ширк. Оваа работа, значи, води во ширк. И го уништува, значи, човекот. После, следниот аргумент, кој го спомнуваат авторот шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, тој е од Суфјан ан Мансур ан Муџахид. Муџахид рахимахуллах велит во врска со Аллаховиот говор: афараейтумул лата вал узза. Дали сте ги виделе Лат и ел Узза? Дали сте ги виделе, значи, Лат и Узза? Лат, вели шех Утемин рахимахуллах, дека тој бил човек, Лат бил човек, добар човек, кој ги нахранувал хаджите. Значи на хаджите што оделе во Мека, им давал храна, им давал леп. Кога овај човек умрел, луѓето неговиот гроб го овеличиле и почнале да стоат кај тој гроб со сати долго. И со тег на времето почнале да го обожаваат. Зашто рекле, значи, ова увеличување, ова стоање, значи, има нешто овде кај овега. И што после? Го направиле идол. Значи, уасан, идол. Значи, го обожавале. Како дошло тоа, значи? Со, значи, увеличување. Ако тие него го закопале и не би се означил неговиот гроб, и не би се знал неговиот гроб, немаше да дојде до таа работа. Но кога дојде до таа работа, иако тоа после неколку време, кога тие го увеличија неговиот гроб и стоја кај неговиот гроб, така, значи, шејтанот ги измами. Така, значи, шејтанот ги измами. Исто пренесуваат Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума дека пекамберот алейхи селату вассалам ги имат преколнато оние жени кои ги посетуваат кабурите. Значи, ла'ана Расулуллахи саллаллаху алейхи васелам заираtil qubur wal muttakhidina алейха масаджид was-сурадж, раваху ахлус сунан. Значи, во овај хадис, кој го пренесуваат Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума дека пекамберот алейхи селату вассалам ги имат преколнато оние жени кои ги посетуваат кабурите и оние луѓе кои ги земаат кабурите за џами. Значи, не учи што значи за земање за џами. Изградување објект или место, значи, што го означува тој за ибадет. Was-сурадж. Што значи сурадж? Оние кои ги осветлуваат гробоите. Ставаат светло. Да се гледаат на вечер, црвено, жолто, зелено, бело. Се заприметиле можда? Има, значи, ставаат, значи, светло, ги осветлуваат гробовите или неколку од нив. Зошто? Како што вели шех Салих ал-Шейх, тоа е даъва, повикување, дојди тука. Овај кабур е, значи, има овде еден добар човек, еден евлија. Значи, за да те повика, да те привлечи, да ти го земи, значи, погледот. Значи, во ног, кога ти патуваш или још и гледаш светло на едно место кога има голема темнина, значи окото бега таму.
Зошто тоа? Тоа е дел, значи, од гулу. На почеток што спомнаме. Дел, значи, од изминување на границите. Кога кабурите, значи, се осветлуваат. Значи, забрането е. Забрането од сите работи, зошто тие се работи средства кои водат во ширк. И нашата вера сите средства кои водат во ширк ги прекинуваат од почетно. Значи, од почетно. Не да паднеш ти во ширкот. Тогаш више е касно. Тогаш е, значи, касно. И велит Шех Утемин рахимахуллах во врска тука со жените. Значи, имате едно читање, значи на хадисот како се чита тоа за иратил кубур. Едно читање на овај хадис е, на оваа реченица, на овај дел, на овај збор за ират, се подразбират оние кои многу ги посетуваат кабурите. Значи, кои да многу, секојдневно. Тоа е, значи, значењето. Тогаш, ако го земиме тоа значење на овај хадис, и тој изрегна зборот во овај хадис, тогаш не се опфатени тука жените да е забрането за нив да одат како кабурите. А ако читаме хадисот како што е сега тука, како што има Шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах спомнато, за иратил кубур, значи за ират, значи посетувачките. Значи кои се тоа посетувачките? Не се посетувачите, посетувачките, значи жени. Посетувачките, значи на кабурите. Значи ги имат прекамбарот преколнато. Што значи тоа? Значи дека е голем греф. Значи да жена го посетуваат кабурите е голем греф. Тоа е едно мислење од алимите. Едно мислење, значи, од алимите дека одење кај кабурите, кај гробовите од страна на жените е голем греф. Вели Шех Утемин рахимахуллах. Зошто? Зошто жената, поради што е емотивна и на незината слабост, може да дојде да таја да падне кај тие кабури во ширк. За да не дојде тоа да биде тоа прекинато и препречено, од почетно, значи, и се забранува нејзи да одат кај гробовите. Но во врска со ова меселе, спомнуваат имам Утемин рахимахуллах 4 мислења. 4 мислења, значи, од алимите. Првото мислење е ова што се спомна сега, значи, дека забрането е за жените посетувањето на кабурите и дека тоа е од големите гревови, поради овај хадис што е тука. Второто мислење од алимите, вели Шех Утемин рахимахуллах, дека, значи, е непожелно. Значи, не е, значи, мустахаб. Туку е кираха. Значи, е како вид омразено. Значи, омразено е да одат жените кај гробовите. Ама не е харам. Значи, тахрим. Харам не е. Туку е, значи, кираха. Значи, дека не е, значи омразено. Третото мислење, а тоа е дека е дозволено. Еден дел од алимите, значи, го имаат како мислење дека како што е дозволено за мажите, така исто и за жените. И спомнуваат тука неколку аргументи во врска како Аиша радијаллаху анха имат посетено, значи, својата сестра. Исто, кога Аиша радијаллаху анха го праша пекамберот алейхи салату вассалам во врска со гробовите на Бакија, што да речам кога ќе ги посетам? Значи, пекамберот не рече нејзи, не, ти не смееш да ги посетуваш, туку и ја научи на нејзи довата кој се прави кога есселаму алейкум ахлуд дијари минел муъминин вал муслимин ва насалу Аллаха лакум ва лана ал-афија ва инна бикум лахиқун. Значи, оваа дова и ја научи пекамберот алейхи салату вассалам на Аиша радијаллаху анха, кога таа го праша што да речам кога ќе ги посетам кабурите. Ако беше забрането, истовремено требаше, значи ќе ја кажеше пекамберот алейхи салату вассалам дека за жените не е дозволено. Значи, ова е едно мислење. Но, и ако го земиме ова мислење, иако е тоа мислење што јас мислам дека е вистинско, но не сме да стане тоа навика. Значи, навика во смисла, значи, секој дневие ти или редовно, еднош неделно, кај кабурите дош таму. Не. Ова не е такво мислење. Туку се случува некогаш ти во вид на патување.
и се случува да се заприш. Значи, тоа еднош во годината, или еднош на 6 месеци, еднош на 2 години, а не да стане навика секојдневија и редовна. Или редовно исто од бајрам на бајрам, не. Плюс за бајрам уште по забрането. Што е бајрам, значи слава, не е тажност. Дојде значи кај тие гробови. Баракаллаху фикум. И исто четвртото мислење, вели Шейх Утемин рахимахуллах, не само што е дозволено, значи мислењето како што е третото мислење, туку е суннет, како што е за мажите. Како што е за мажите, зошто? Тоа е причина да посетувањето на тие кабури да го подсети човекот на ахирет. Да го подсети човекот, значи, на ахиретот. Затоа, значи, треба да бидеме, значи, внимателни, и да не ги изменуваме границите во врска со овие работи. После тоа, авторот рахимахуллах ги спомнуваат меселињата, а првото меселе е, значи, објаснувањето на зборот од аутхан, ватhan. Чекаме ватhan и санем. Значи, идол и кип. Второто меселе, значи, објаснувањето во врска со ибадетот. Значи, како се случуваат да тие идоли и тие кабури што се тука, значи спомнато, да се обожаваат освен Аллах субхана ва таала. Третото меселе, тоа е, пекамберот алейхи селату ва салам му се молеше на Аллах субхана ва таала да биде неговиот кабур зачуван од нешто што се плашеше да може да се случи. Од нешто што се плашеше да може да се случи. И како што вели Ибнул Каим рахимахуллах, дека гробот од пекамберот алейхи селату ва салам е со 3 ѕидови, уште тогаш. Значи, кој тебе те лажи денеска, дека прави слики од гробот на пекамберот па влегол внатра, не. Значи, нема никој приступ до кабурот на пекамберот алейхи селату. Значи, нема човек на дуњалокот, човек тебе. Значи, сега ти, нема човек, тогаш не се лажи на YouTube што ти прават тебе монтажни слики. И влегол овја во кабуро, не зна кој, не зна онја. Значи, нема човек што може да стигне до кабурот на пекамберот алейхи селату. Значи, тие 3 ѕидови што се направени, се ѕидови без врата. Ѕидови без врата. Значи, нема човек што може да стигне, значи, до кабурот од пекамберот алейхи селату васлам, затоа не остави да ти измамнуваат луѓе што монтираат во YouTube слики и работи и да мислиш дека филан бил и влегол внатре и го видел кабурот. Исто, она што го спомнува, значи, пекамберот алейхи селату васлам, дека Аллах субхана ва таала се налутуваат. И тоа е од Аллаховите својства. Тоа е од Аллаховите својства, да Аллах субхана ва таала се налутуваат на оние, значи, тука, кои ги земаат гробоите од нивните пекамбери за џамии. Другото меселе, а тоа е од најважните тука што се спомнуваат, вели Шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, тоа е во врска со Еллат. Еллат, значи, афарајтуму Лата вал Узза. Дали ги видовте Лат и Узза? Значи, како се случило да дојде до обожавање до Лат. Значи, што раковме, бил човек кој правил храна за хаџите, после негова смрт го величиле, го кренале неговиот кабур и така и седеле тука со долги часови и време и со тек на времето, значи, почнале да го обожаваат. Другото меселе, тоа е дека пекамберот алейхи селату васлам ги преколнал посетувачките на гробовите. Исто се преколнати оние кои ги осветлуваат гробовите. Се преколнати. Оние кои ги осветлуваат, значи, гробовите. Така што ќе се задоволиме со толку. Ада ва саллаллаху ала набина Мухаммед wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.